Затоа што јас донекаде се слагам дека не може да се гради мирна иднина додека не се расчистат духовите од минатото, но јас би порачала дека за жал на пратеничката времето ја демантира. И може би овие говори за некои борци за човекови права би биле легитимни 2003-2004 година, но во 2024 година, еве јас би ја прашала на колешката дали нешто значат имињата Салих Мустафа и Пјетар Шаља, затоа што и тие се поранешни команданти на ОВК, за кои веќе е изречена казна затвор од судот во Хаг на 22 години затвор за Салих Мустафа за вршење тортура и незаконски убиства. Значи, че зборувам за поранешен командант на оние кои сега вие денес сакате да ни ги презентирате како борци за човекова права. Поранешен припадник Пјетар Шаља, 18 години затвор за воени злосторства, за приведување и тортура на 18 лица и незаконски убиства врз косовски албанци, кои биле тепани без храна и без вода. Затоа, ако ние ги отвориме сенките на минатото, прашањето е што све ќе се разоткрие, што се случувало за време на војната. А бидејќи токму доаѓате од Европски фронт, еве, јас ве повикувам да сте во духот на европските вредности и да го спочитувате писмото на комесарката на Советот за човекови права, Дуња Милатовиќ, која повика токму минатата година дека мора конечно да се отворат хашките случаи, дека не може да се гради мирно и демократско општество без цврсто осудување на злосторствата од минатото, без разлика врз кои се извршени. Ние говориме за воени злосторства кои ден денес не се разрешени, за кои нема судска разрешница и да, доколку сакате да ја обелите таа дамка од вашето минато, сметам дека токму вие треба да го побарате писмото на Дуња Мијатовиќ и да побараме отварање на тие случаи за конечно да се расчисти кој вршил терор и кој масакрирал цивили.